Почитувани, едно семејство е завиено во црно затоа што криминалните банди дивеат без никој да ги контролира. Младиот фудбалер Мартин Јанушев најбрутално беше убиен со 5 куршуми пред кафуле на очиглед на многу минувачи и сведоци. Поминува и четвртиот ден од грозоморното убиство на млад човек, а убиецот се уште се шета на слобода. Кој му го возможи тоа и зошто? Ова е круцијално прашање на кое што нема одговор во моментов. Целата јавност, веднаш по убиството, веќе говореше кој е сторителот, а МВР молчеше и не превзеде ништо. Дали е тоа заради блискоста на криминалците со владеачката гарнитура и заради долговите што СДС имаа да ги враќаат за се што одработуваа за нив во претходниот период. Се погласни се информациите дека убиецот и луѓето околу него се засолниле во една соседна земја. Демант на овие информации нема, како што немаше ниту соодветна реакција од страна на полицијата водена од партискиот потпредседател на СДС Оливер Спасовски, веднаш по убиството. Зошто веднаш по убиството не беше направен обрач? Зошто веднаш по убиството убиецот не беше ставен на стоп листа? Кога убиецот ја поминал границата и на кој граничен премин? Со чие возило? Кој го изнел од Скопје? Ова се прашања кои ќе имаа одговор доколку полицијата работеше професионално, а не по партиска наредба. Ова се прашања кои немаше потреба да се поставуваат доколку СДС не е во спрега со криминалното подземје и доколку сторителот беше веднаш приведен. Почитувани, полицијата сигурно ги имала сите овие информации веднаш по убиството. Полицијата сигурно имала снимки од безбедносните камери и знаела кој е возилото и неговата траекторија на движење. Непостапувањето на Оливер Спасовски го прави соучесник во криминалот. И него и неговите партиски послушници кои овозможија убиецот да избега. Граѓаните се загрижени за својата безбедност. Граѓаните бараат одговорност од Оливер Спасовски и одговор на нивните прашања. Сега го гледаме резултатот на разместувањето на професионалните полицајци и на нивно место поставување партиски послушници. Мафијата со доаѓањето на СДС на власт си доби држава, во која ќе може да се пресметува со кого сака. Со Оливер Спасовски, начело на МВР, се вративме во живење во 90-тите години, кога луѓе гинеа на секој чекор. Убијците беа заштитени од власта, а полицијата сето тоа го премолчуваше. Поминаа 6 месеци, а ниту еден разрешен случај од страна на МВР и покрај толку насилие и терор по улиците. Криминалот цвета на секој чекор. Најмалку што може Оливер Спасовски е да си поднесе оставка од функција министер, и тоа веднаш. Ви благодарам.